Охридјанката Теодора Бујаровска е државен првак по математика. На почетокот од идниот месец ова млада девојка ќе патува на 2 меѓународни надпревари. Со успешната математичарка, ученичка во Охридската гимназија, ќе разговараме за нејзините подготовки и очекувања од престојните надпреварувања. Добре дојде во Печат и посакувам на Теодора Бујаровска. Ви благодарам на поканата пред се. Многу ми е чест да бидам ваш гостин во денешнава емисија. Теодора, како се носиш со признанието најдобар математичар, кога за повеќето од нас морам да кажам математиката е баук? Па искрено мене математиката од секогаш ми била мила и многу ми е драго што сега луѓето ме препознаваат дека јас сум таа што пишувале на Охрид Нјус и слично. Но во исто време како популарноста како што има своји предности, така има и мани. Се плашам од неуспех и се плашам да не разочарам некои што ме поддржуваат. Се плашиш од неуспех дека можеби ќе потврлиш? Не би требало. Ти си, значи, епитетот или признанието најдобар математичар е од подамна, значи од твоите така почетоци, да речеме, уште од основното училиште. Да. Ево, кој го откри твојот талент за математика? Па за среќа од секогаш сум имала добри учители, наставници, професори. Уште во забавиште, мојата учителка многу ме фалеше дека ретко среќава такви деца, па кога бев четврто одделение, мојата учителка ме пријави на училишен надпревар, каде што се бираше кој ќе го представува училиштето. Исто така, кога веќе премина во петто одделение, мојата класна Стефанка Ангеловска многу ме поддржуваше и благодарение на неа и на нејзиниот сопруг, мојот ментор по математика Лазо, сега сум тука каде што сум, бидејќи најголемата поддршка ја добивав од нив и тие ме научија да бидам упорна. Да кажеме само дека основното училиште го заврши во Христо Узунов, така, а сега си... Сега сум трета година во гимназијата Свети Климент Охридски. И тука е одбра смер? Природно-математички, да. Како е математиката, ево, каква е во твојата генерација, значи, има ли талентирани деца, има ли талентирани математичари? Па, за жал се помалку и помалку децата сакаат математиката, па така и се помалку се наоѓаат деца кои сакаат додат на надпревари. Многу ретко се случува ето во Охрид како еден помал град да има генерација со повеќе талентирани деца. Во мојата генерација се погоди да бидеме тројца. Јас и моите двајца другари Никола и Виктор Домазетовски и ние можеме да се вброиме во едни од подобрите во својата година. Разменувате ли задачи, начини на решавање со твоите другари? Па да, тоа е она интересното што можеш да го правиш со оние другарите што се математичари. Секогаш постојат повеќе начини на решавање на задачата, разменуваме форуми. Како реагираат останатите ученици? Ево, дали бараат помош од вас, значи вашите, бидејќи знаат дека сте добри математичари, се обраќаат ли за помош? Па да, но мене тоа ми е интересно и секогаш сум спремна да им помогнам. Бидејќи би сакала и јас да имав некој да ми помогне. Затоа се трудам се повеќе да им помогнам. А кој ти помагаше? Имаш ли такви почетоци каде што ти требаше помош? Од кого ја бараше? Па секогаш треба помош, стручна помош, секогаш е добре дојдена. За жал, јас ево, например, сум препуштена сама на себе во подготовките за надпреварите. Знаете, математиката е многу слична со медицината. Треба да бидеш стручен во нешто, не може во се да те бива. И затоа многу тешко да се најде некој тутор што ќе е спремен по програмата што се бара, ето, например, на Македонската олимпијада. Се подготвуваш во моментов, значи ќе патуваш на 2 важни надпревари. Има ли трема? Па да, почнува еуфоријата, одам на Балканијада. Да. Балканијада во Плевен, Бугарија и патување на интернационалното математичко надпреварување во Кейптаун. Јужна Африка, да. Ево, како се подготвуваш, како се припремаш, кој ти помага? Па
се спремам сама. Најчесто барам на интернет задачи. Има многу познат математички форум, Art of Problem Solving, каде што може да се најдат решенија од секоја област, исто задачи од секоја област. Тоа е многу, навистина, добар блог, бидејќи најдобрите математичари од светот тука ги споделуваат своите знаења и своите идеи. Значи тука добиваш помошта која што ти треба во... Запнуваш ли на некои, може би имаш полесни и во математиката постојат така области кои што се може би повеќе ти лежат, каде што може би со помалку труд секој има ги совладуваш математичките проблеми, точка, секој има своја јака страна. Така, например, јас не многу ја сакам комбинаториката, но теоријата на броевите секогаш ми е интересна. Која ти е појаката страна од математиката? Теорија на броеви, неравенства и геометрија можам сега да се пофалам во скоро време. Почнав повеќе да се спремам на таа област. Ти си, рековме, државен првак по математика. Ево, кога и како се стекна со ова признание? Државниот надпревар ова година се одржа на 5 април на Машински факултет во Скопје. Таму се собра најдобрите ученици кои се покажа на регионалниот надпревар и таму бев прво рангирана во својата генерација. И во колкава конкуренција, Теодора? Колку ученици, колку математичари бевте од секоја година има по 40 најдобри ученици и тоа е голем успех. Што решававте? Дали беа тешки задачите? Како оди изборот? Задачите многу се разликуваат од школската програма и кога други ученици кои не се запознати со надпреварите по математика ќе ги видат, сигурно ќе се согласат дека не се исти, дека се многу потешки. Имаме 3,5 сати време да се реши, да се реши. Колку задачи добивате? Тоа зависи, може да бидат 4 или 5, зависи од тежината. Најчесто се 4, но самото време што е дадено покажува дека не е баш лесно да се дојде до идеја која ќе те одведе до вистинското решение. Колку ти требаше тебе да го решиш, ево, годинешниот, така, кога беа надпреварите во... Државниот надпревар поминав многу добро, имав 98 поени од можни 100. Многу сум задоволна со успехот. Во кој месец беше тоа? Тоа беше сега на 5 април, да. А Олимпијадата се одржа наредната недела на 7 април, односно селекцијата за тимот на Македонија. Таму освоив сребрен медал, бев трето рангирана и таму задачите се многу поразлични од она што се дава на државниот надпревар, бидејќи тоа всушност е како една подготовка за меѓународните надпревари. Значи се потешки, покомплицирани, така. Ти си во 6 најдобри математичари во Македонија, така, значи признанието, ево, може камерата да го прикаже и сертификатот кој што го доби, така? Да. Беше ли горда? Да, многу бев горда на својот успех. Навистина не очекував, бидејќи конкуренцијата беше многу голема оваа година и кога нешто неочекувано, нормално задоволството е поголемо. За колку време ги реши математиката? Јас секогаш сум упорна и останувам додека не истече времето. За Олимпијадата, времето што ни е даено е 4,5 часа. Што оваа година сватив дека всушност е и малце, бидејќи нема време да ги испробам сите свои идеи за решавање на една задача, бидејќи може да има повеќе правци. Никош не знаеш во кој правец да одиш и дека не си сигурен дека тој правец ќе те однесе до вистинското решение. Како се концентрираш? Веројатно имаш трема пред надпреварот. Како се концентрираш? Што може би размислуваш, ево можеш да ни откриеш ако сакаш секако? Пробувам да сум најсмирена што е можно, но не е баш лесно да се концентрираш, но се трудам. Кои се останатите членови кои што се во
тимот на 6 најдобри математичари од земја? Од кои други градови се останатите ученици? Кои што ќе патувате и во Плевен и во Кейптаун, така? Тимот број 2 прилепчани, јас сум единствено хријанка и единствено девојче и 3 деца кои учат во Скопје, во Јахја Кемал. Годинава можеме да се пофалиме дека сме два учесници од државните училишта, бидејќи се повеќе и повеќе доминираат приватните училишта, бидејќи се многу поспремни, добиваат повеќе подготовки. Велиш, јас сум единствено девојче. Да. Колку девојките се интересираат и покажуваат интерес за математиката, со оглед на тоа што учествуваш, не само имаш искуство, не само тука, туку и надвор на надпревари. Колку девојките покажуваат интерес за математиката? Има доста девојки, но сепак сме малцинство. Има ли некоја енигма зашто е така? Па не знам, јас тоа би сакала да откријам. Кој ве помага? Ево, кажуваш дека има разлика меѓу државните и приватните училишта во успехот кој што го постигнуваат на вака важни надпревари. Во што, каде е разликата по тебе? Па, за жал, ние од државните училишта не сме многу помогнати во смисла екстра часови кои ќе ни помогнат со надпреварите, како што кажав, споредбата помеѓу математика и медицина. Во тоа, ето, например, приватниот колеџ Јахја Кемал се многу поспремни, бидејќи имаат многу професори кои ги спремаат децата и кои им држат дополнителни часови, тоа им е голема предност. Во државните случајот не е тако? Не, за жал, не. Како вие се подготвувате, колку добивате помош од вашите наставници или професори сега? Се извинувам. Па добиваме помош. Мојот ментор Валентин Чачор навистина прави све се за да ми помогне. Тој не само што е добар професор, туку се грижи за нас како и родител, за што сум му многу благодарна. Кој ве придружува на надпреварите во кога ќе патувате надвор од земјата? Тимот има, освен 6 ученици, има и 20 членови, лидер и уште еден член кој што ги одбира задачите, влегува во комисијата за избор на задачи кои ќе се паднат на тој надпревар. Годинава се уште не се знаат тие членови кои ќе не придружуваат, но сигурно дека ќе дојде главниот на Математичкиот сојуз, професорот Алекса Малчевски. Каква е улогата на Сојузот на математичарите на Македонија во однос на вашите подготовки, учествуване на надпревари? Добивате ли од тука помош? Не, за жал и од тука немаме помош. А државата? Како државата, Министерството за образование, како гледа на вашиот успех кога треба да патувате во странство? Јас знам дека имате и тука пропусти, дека не го добивате можеби третманот кој што треба да го имате. Да, за жал така е. Не само што не сме наградени за нашиот труд и за нашиот успех, туку и финансирањето е на наш терет. Државата не ни помога. Тоа ве демотивира, така? Да, да. Теретот на патувањата треба тогаш да го сноси семејството, така? Како е вашиот случај сега? Дали знаете кој ќе ве финансира? Дали побаравте од некого помош? Сепак е Кейптаун е мало блиска дестинација, така? Да, патувањето сами го трошоците ги покривате? Градоначалникот на општина Охрид вчера ни имавте прием. Да, имавме прием. Многу му сум благодарна, бидејќи тој се обврза да ми помогне да ги покрие трошоците за патот, бидејќи јас како нивна сограѓанка сепак ќе представам општината и Македонија, ќе бидам пример за охридското школство и ќе бидам гордост на Охридската гимназија. Но државата тука малку нема слух, така? Не.
Што би значило, ево, доколку не сте оптоварени, дали ќе патувате, дали ќе се обезбедат пари за патувањето? Дали сето тоа влијае на вашата подготовка, на физичката, на психичката, се извинувам, стабилност и неоптоварување со додатни проблеми, туку да се сконцентрирате на материјалот, на она што е ваша обврска? Па, Како, ево, сето тоа би влијаело на вашите подготовки? Јас кога би знаела дека државата ќе ме подржи во се и во финансиите, тогаш би била многу помотивирана, бидејќи ќе знам дека ќе бидам наградена за напорната работа, за трудот, за целиот труд што го вложувам. И вниманието е многу важно, а досега од државата не сме добили никакво внимание. Тоа е навистина жално. Минатата година исто така имавме еден случај кој што претпоставувам дека твојот другар Никола Тримчевски, ако станува збор за истиот ученик, требаше да патува, мисля, чини во Латинска Америка. Имаше истиот проблем. Значи, и тука зата и финансирањето, значи се ипак како математичари, како средношколци, успешни ученици, треба малку поинаку да е третманот кон вас. Каков е, да кажем, каква е ситуацијата со приватните училишта? Дали тие имаат поддршка од училиштата, можеби, кои што ги представуваат во однос на покривање на патните трошоци? Да, од приватните училишта имаат поддршка, ги поддржуваат своите ученици. Може би не го покриваат целиот патен трошок, но сепак одвојуваат дел од својот буџет за да ги финансираат своите ученици. Како течат во моментов твоите подготовки? Каже дека немаш ментор, дека сама. Да. Ево, може да ни опишеш еден како изгледа. Веројатно тоа го правиш секојдневно, можеби решаваш, имаш можеби некој план колку задачи решаваш, како избираш што ќе решаваш. Па имаш ли можеби тука некој кој што те води? Се водам сама од себе. Овие денови решавам задачи кои се паднале на претходните надпревари, на претходните Балканијади, чисто да видам какви задачи се паѓаат, да знам во која насока да се спремам. Па планирам да го проширам видикот на задачи и бидејќи на тој форумот што претходно го спомнав има навистина многу збирки и се надевам дека ќе бидам доволно спремна. Значи, ако нешто, да кажам така, зачкрипи, ти се обраќаш на форумот. Да. Така испаѓа, нели така, бидејќи не имаш ментор кој што, колку што сватив, кој што ќе те води во решавање на некој математички проблем. Контактираш ли со останатите од тимот, твои учени, да кажем, сопатници кои што ќе патувате за Плевен и за Па да, ние сме во контакт бидејќи през се сме и добри другари и организиравме, сакавме да направиме некој мал собир да вежбаме заедно, но не знам колку ќе се одржи тоа. Колку е тоа изводливо, така. Бидејќи сите сме од различни градови. Кои се твоите очекувања, Теодора, од надпреварите? Па не сакам да очекувам премногу, бидејќи не сакам да се разочарам, но сепак се надевам на успех дека ќе се вратам со некој медал од Плевен. Значи на почетокот од мај ќе бидеш така... Да, Балканијадата ќе се одржи од 2 до 7 мај. А патувањето во Кейптаун? Од 3 до 13 јули. Дали се резервирани авионските билети за Па се разгледуваат можности. Цените се многу важни. И високи. Да. Теодора, овде ќе направиме пауза, малку ќе се одмориме од разговорот, па ќе продолжиме по реклама.
Теодора, пред 3 години беше дел од тимот на најдобри математичари кои што на Балканската олимпијада се надпреварувавте во Кипар. Какви се искуствата, резултатите од ова надпреварување? Да, бев дел од тимот на јуниори, најдобрите јуниори од Македонија. Балканијадата се одржуваше во Кипар. Освоив сребрен медал, што тогаш ми беше преголем успех, бидејќи бев многу мала и не очекував такво нешто. Така имаше колку години? Тогаш имав 14 години. Беше осмо оделение, така? Да. Искуството е незаборавно, бидејќи не само што имав можност да се запознам со многу други талентирани деца кои имаат слични интереси како моите, слични идеи, кои сакаат да го споделат своето искуство. Можев и да се запознам со други ментори на други тимови, да видам како тие се подготвуваат, која е нивната тајна за успех. Тоа беше навистина голем плюс за мене. И што откри Теодора, како тие се подготвуваат, што е она различно што го добиваат твоите врсници, а ти што не можеш тука да го имаш? Па како што претходно спомнавме, ние не добиваме внимание од државата, а тоа што тие го добиваат, бидејќи организираат кампови на кои што се спремаат со професори од факултетите, што кај нас никогаш не се организирало. Каков е другиот третман кој што ево може би добиваат и други награди, третмани твоите врсници? Па трошоците, патните трошоци им се покриени за разлика од нас. Значи нив не ги мачи тој проблем, тие го немаат тој проблем. Така се сконцентрираат на математичките задачи и проблеми. Слушаш ли музика додека решаваш задачите? Да, секогаш. Тоа ми помага да се опуштам и подобро да се сконцентрирам. Дали покрај редовното образование во училиште и часовите по математика, дали се посетувала часови по математика од други професори во други туторски училишта? И колку ако е тоа така ти помогнало во часовите во PC многу ми помогнале, бидејќи од нив ја добив основата во математиката, а без добра основа секако не може да се продолжи понатака. А тоа мислам дека ме надогради мене како математичарка. Што најчесто слушаш музика? Која музика ја сакаш? Најчесто слушам поп, баладите најчесто ми се омилени кога станува збор за решавање на задачи во присуство на музика. Колку најдолго временски имаш зацртано во твојот план на работа? Колку, да речеме, дневно решава задачи? Па обично посветувам од 2 до 3 часа дневно, но тоа зависи од расположението и колку ќе имам слободно време. Некогаш започнувам и порано со подготовките за надпреварите, секогаш во слободното време ќе земам да решам по некоја задача. Дали практикуваш ево други, може би имаш некои хоби, како се опушташ, како се релаксираш физички, дали ти помага за да го надмини стресот, може би сето тоа? Во вечерните часови тренирам пилатес, исто така одам и на аеробик. Се дружам со моите другарки, излегувам со нив за време на викендите. Секогаш наоѓам слободно време, тоа всушност и тајната на добриот ученик да го распореди добро време, така. Добитник си, ево, тука имаме бројни награди, значи не само по математика, ја сакаш и физиката. Да, но за жал решив да се фокусирам на математиката и да одам до крај. Колку е тешка физиката за совладување, бидејќи и таа покрај математиката е некако кај поголемиот број на ученици припаѓа во потешките материјали. Свесна сум за тоа дека не е баш омилена кај учениците, но ето јас сакам и физиката. Таа исто има своји барања, бара
посветеност, бара многу труд и секако бара и упорност, бидејќи не е лесно да се реши една задача по физика, бара и знаење да треба добро да се познаваат формулите, но треба и логика. Кој дел од физиката ти е најинтересен? Најинтересна ми е динамиката, движењата. Предпоставувам дека физиката ти била можеби поинтересна во основното училиште, па си решила да се фокусираш во средното на математиката или можеби грешам? Така е, во право сте. Со тек на време некако како да изгубив интерес во физиката, но се уште ми лежи. Решив, како што кажав претходно, да се фокусирам повеќе на математика, бидејќи тоа е она што сакам да се бавам во иднина. Сакам мојата професија да е поврзана со математика. Колку професорите имаат улога да се засака еден предмет, да се посвети еден ученик на тој предмет? Мислам дека нивната улога е преголема, бидејќи можат многу да влијаат на тоа дали ти ќе го засакаш предметот или ќе ти се створи една одбивност кон него. Јас имам среќа што секогаш сум имала добри професори кои што го прават часот интересен и ги мотивираат учениците. Покрај физиката, математиката си добра и со англискиот јазик. Да, сум учествувала и на надпревари по англиски јазик. Нашата гимназија беше домаќин на хипо надпреварот кој се одржа неодамна. Таму имав добар резултат, но за жал нема да ја представам гимназијата во финалето што ќе се одржи во Италија. Катерина, чинам неколку години, не се сеќавам јас точно, знам дека од информативната редакција го пратев изборот на топ 10 најдобри ученици од Lions клубот од Охрид. Што мислиш за ваквата општествена поддршка на талентираните ученици? Како таа влијае врз вас? Мислам дека тоа е една навистина добра идеја, уникатен вид на надпревар што ги поттикнува учениците. Тоа е од локално ниво, но сепак е предизвикува интерес кај средношколците и основношколците. Како го доживеавте ево тоа? Може ли да ни го опишеш тој филинг надпреварувањето, па доделувањето награди, па медиумска покриеност, така? Тоа беше навистина едно совршено организиран надпревар, се од медиумската покриеност, исто така и доделувани беа и награди, приемот секогаш беше добар на учениците, организирањето на надпреварите беше многу добро. Навистина добра идеја. Имаше и награди, така? Како тие влијаја врз мотивацијата? Тие беа дополнителна мотивација, секако. Значи, кои што се навистина во прилог и ве поттикнува да бидете и понатака добри. Ученичка си во 3-та година во гимназија. Кои се твоите идни планови? Или кој е твојот сон? Како што спомнав претходно, сакам мојата професија да биде поврзана со математиката. Смерови кои така ми предизвикуваат задоволство се применета математика или нешто поврзано со информатиката, математичка филозофија можеби. Разгледувам сега универзитети кои мислам дека би ми нуделе добри услови за едукација и ќе се припремам добро за апликациите кои почнуваат од октомври. Овдека откријам дека твојот сон е Кембридж, Кембридж, да. Зашто Кембридж? Уште како мајечка Кембридж ме привлекуваше. Тој е навистина престижен факултет и еден од најстарите во светот. Мислам дека многу талентирани ученици се запишуваат таму и според Шангајската листа тој бил од секогаш еден од 10 најдобри во светот. Значи твојот сон е да бидеш дел од универзитетот на Кембридж. Имаш ли можеби некои контакти со учениците кои што
си се сретнала на Балканијадата, па може би имате некој интерес, разменувате и тука искуства? Па да, познавам многу деца со кои сум се запознала на Балканијадата и кои сакаат да студираат на Кембридж и мислам дека кога ќе се сретнеме повторно, ќе дискутираме повторно на таа област и дека ќе размениме мислења, што е многу позитивно. Школарината таму е навистина многу скапа. Да. Се надеваш можеби на стипендија, затоа и се подготвуваш, колку ќе ти значат можеби успесите. Верувам дека ќе се вратиш со медаља од Кейптаун и од Племен. Колку би ти помогнале за да добиеш стипендија и да бидеш дел од она што го посакуваш? Па сертификат од светско ниво од една интернационална организација како што е Интернационалната олимпијада е многу вреднувана во критериумите за аплицирање на Кембридж, како и на другите престижни факултети. И навистина се надевам дека ќе се вратам со голем успех од Балканијадата и од светската олимпијада, бидејќи тоа би ми помогнало многу во иднина со запишување на факултет. Има ли можеби друга резерва освен Кембридж? Некоја друга план Б? Секогаш постои план Б, но за сега не го имам откриено својот план Б. Значи, сепак твојот сон е Кембридж. Да. Јас, Теодора, ти посакувам од срце да се реализираат твоите соништа, да бидеш успешна, здрава, жива, па да се вратиш и од Плевен и од Кейптаун со награди. Фала ви многу. Така, почитувани гледачи, овде крајот на денешното издание. Благодарам за вниманието што не следевте. Нова средба ви закажувам за 7 дена. До тогаш, довидување.